класика, но пикантна. Аргета, број 1 месна паштета во Европа. Мојата коса и јас уживаме во секој миг. Нов Gliss Full Hair Wonder. Кофеинот стимулира фактори за раст на косата. За побујна коса, после само 6 недели и 100% повеќе сила. Нов Шварцкоп Gliss Full Hair Wonder. За секој твој јас. Пријателите делат се. Затоа што заедно се е позабавно. Како и фигурите на Супер Марио и гениалните гаджети. Најдобри сме заедно. Откри сега во Kinder Joy. Од сите мои стилови, најдобро се чувствувам во оние со природни фризури. Новиот Тафт Алоe Boost со алоe вера. За природни фризури со здрав изглед. Шварцкоп Тафт Алоe Boost. За секој твој јас. Јас ќе засушам преку цела ноќ закоравена, да ми измијат нема моќ. So what? Somat Excellence 5 во 1 со екстра буст ефект против закоравени остатоци, дури до 72 часа за извонредна чистота. Somat Excellence 5 во 1. Екстремно добра понуда во Комодита Home. Душек од мемори во димензија за 2 лица со екстремно намалување може да биде ваш за само 15.499 денари. Искористете најдобрата цена годинава. Не чекајте повеќе. Македонскиот бестселер Душек од мемори во димензија за 2 лица за само 15.499 денари. Посетете ги продажните салони на Комодита Home, јавете се бесплатно на 0800 10 510 или купувајте онлайн на comoditahome.com. Комодита Home. Чувствувате се удобно. Набавете го најексклузивниот душек Комодита Хибрид за само 24.990 денари и уживајте во совршено искуство на релаксација. Ќе имате незаборавен сон по неверојатна цена. Душек погоден за секого. Висок 30 см, антиалергиски и антибактериски. Составен од индивидуални пружини и комбинација на различни слоеви пена, изработена со најмодерна технологија. Душекот Хибрид нуди супериорна удобност. Искористете оваа најдобра понуда веднаш и набавете го најдобриот душек Хибрид за само 24.990 денари. Посетете ги продажните салони на Комодита Home, јавете се бесплатно на 0800 10 510 или купувајте онлайн на comoditahome.com. Комодита Home. Чувствувате се удобно. Дали сакате да го подобрите квалитетот на спиењето? За само 30.690 денари набавете го премиум душек од Cloud и добите бесплатен заштитник за кревет. Вистински душек за гарантиран длабок и удобен сон. Го поддржува рбетот и ја подобрува циркулацијата на крвта. Напредната технологија со дживни пружини и слоеви пена со различна густина го намалува стресот и ги ублажува алергиите. Не пропуштајте оваа понуда. Купете го веднаш душекот Cloud и добите гратис заштитник за кревет за само 30.690 денари. Посетете ги продажните салони на Комодита Home, јавете се бесплатно на 0800 10 510 или купувајте онлайн на comoditahome.com. Комодита Home. Чувствувате се удобно. Сајос. Кога вашата боја ќе избледе, пронајдете го својот до интензитетот. Новата Сајос трајна боја до 100% покривање на седата коса, заштитена со кератинот кој зајакнува. До 100 дена професионална боја со интензитет. Трајна боја Сајос. You Intensified. Јаман, Фераје, немој да ја изгубиш, Фераје. Немој да ја растажиш. Таа е девојка со добро срце. Вурал каде е? Од сега Вурал го нема. Мене ме има, неговиот син. Примете сочувство. Примете сочувство. Се обидов да објаснам. Како што кажав, можеш да си одиш.
вечерва, 21 часот и 15 минути. Сафир. Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, како дел од неговата турнеја во земјите од Западен Балкан, денеска ќе престоја во еднодневна посета на Скопје, каде ќе освари средба со премиерот Христијан Мицкоски и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Кошта предходно ги посети Белград, Сараево, Подгорица и Приштина. Целта на неговата регионална посета е да потврди посветеноста на Европската унија кон регионот и перспективата на земјите од Западниот Балкан за членство во Унијата. Премиерот Мицкоски потоа заедно со Кошта ќе летаат за Тирана на заедничка вечера со лидерите од Западен Балкан. Премиерот побара трпение во предсред на одлуката за тоа кој ќе го наследи Таравариот како тој реши да го напушти мнозинството. Рече се ќе биде појасно следната недела. Таравари се очекува денеска да ја поднесе својата оставка, а заедно со него ќе заминат и директорите од неговата партија. Тие, како што вели Таравари, ќе бидат разрешени. Неизвестно е како ќе се позиционира вице-премиерот Фетај. Во вреди очекуваат да го задржат Министерството за здравство и додаваат дека власта е стабилна, а во СДСМ повторуваат дека владата се распаѓа, но до моментов немаат барање за предвремени избори, како на пример тоа што го бара Дуј, каде што не кријат дека им годат турбуленциите во владата. Премиерот Мицкоски не откри детали за тоа какви му се плановите за владиниот кабинет по заминувањето на Алијанса, иако не е загрежен за стабилноста на владата. Членовите на извршниот комитет на партијата ме овластија да во периодот кој што следи добив практично дозвола, вака народски кажано, да номинираме нови имиња кои што ќе ги заменат имињата на оние кои што одлучија да одат во прегратките на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, односно од партијата на господинот Арбен Таравари. Следната недела ќе има повеќе работи, појасни ќе бидат. Има ли нови разговори, можеби со некои од партиите од Европски фронт да се приклучи на владата? Бидете трпеливи, во периодот што следи ќе има повеќе информација. Од ВМРО ДПМН не прашуваат и со што е уцена Таравари, имајќи предвид дека тој дошол на власт со ветување дека ќе ја испрати Дуј во опозиција. Без грижи во владината коалиција си албанските партнери вреди. Нема преговори во делот на владата за рокади и во моментот, се додека нема нова ситуација, сите позиции кои беа досега остануваат во влен. За секаква нова комбинација ќе бидете информирани согласно тоа што ќе биде како ситуација, како има. Па додека некој се грижи како да му олесни на Ахмети, ние кажуваме дека и потврдуваме дека владата е стабилна. Од Алијанса па коментираат дека напуштањето на владеачката коалиција покажувало колку малку се корумпирани. Смирено сме фокусирани на нашата работа кон октомвриската победа и не сакаме со никакви навреди или псевдообвинувања да ја оптоваруваме ВМРО кое во моментов има доволно маки, соопштуваат од Алијансата на Таравари. И додека Таравари е прилично сигурен дека сите функционери што беа под него ќе му останат верни и во опозиција, вице-премиерот за добро владење Фетај вели дека не донел конечна одлука на чија страна ќе биде. Ништо, за сега ништо. Не би можеле да кажете ние останувам со Таравари, ние останувам во влада? Не можем да коментирам за сега. Од Дуј не го кријат задоволството што Таравари предизвикал пребирања во владата. Се надеваат на соработка. Ние сега функционираме како Европски фронт, така ќе функционираме и во иднина. За секоја можна соработка, тогаш ќе покаже времето кога ќе биде потребно. И од СДСМ го користат моментот за да обвинат дека владата се распаѓа. Излегувањето на Алијанса за албанците е првото официјално признание на владините партнери дека оваа влада не води никаде. Признание дека ВМРО ДПМН, ЗНАМ и Влен се коалиција од интерес. По еден месец тактизирање, Таравари предвадена донесе конечна одлука да ја напушти власта и да замине во опозиција, барајќи поддршка дури и од Дуј за локалните избори. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Екс-министерот за економија Крешник Бектешик излезе од притвор доколку судот го прифати барањето на обвинителството за промена на мерки за обезбедување.
Обвинителството побарало замена на мерките бидејќи веќе ги обезбедило доказите. Согласно фазата во која се наоѓа постапката и доказите кои веќе се обезбедени, обвинителството од Основниот суд во Кочани достави предлог за замена на претходно определената мерка притвор со мерка куќен притвор за двајца осомничени, поранешен министер и поранешен државен секретар во Министерството за економија. Додека за 18 лица предложено е продолжување на претходно определените мерки притвор и куќен притвор. По предлозите на обвинителството ќе одлучува судот, се вели во соопштението на обвинителството. Отаму велат дека интензивно се работи на истрагата за пожарот во Пулс и дека во моментот привршуваат распитите на сведоците и осомничените, а во меѓувреме се вршат анализи и се вкрстуваат податоците. Мнозинството ги одби предлозите на СДСМ за законско решение со кое ќе им се помогне на жртвите од пожарот во Кочани. Од СДСМ велат дека сакале да обезбедат конкретна помош за семејствата, додека од власта овој нивни чекор го сватиле како обид за политички маркетинг преку злоупотреба на трагедијата. Отаму велат дека предлозите во голем дел се неприменливи и навлегуваат во актуелни законски решенија. За нас навистина е чудно и неприфатливо како ВМРО ДПМН и владиното мнозинство одбиваат воопшто да се дискутира за предлог закон кој што е поднесен од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој што овозможува секаква можна поддршка на семејствата на страдалите од Кочани, но и на оние од другите трагедии. И мислам дека е крајно неодговорно, неразбирливо зошто се одбива ваквото законско решение, кога постои можност, постои и пракса за носење на вакви законски решенија. Станува збор за документ кој повеќе ќе служи за политички маркетинг, отколку за вистинска поддршка. Дополнително, законот експлицитно ги фаворизира настраданите од одредени настани, игнорирајќи други слични трагедии. Со тоа се воспоставува опасен преседан, правата да се темелат на конкретен настан, наместо да се воспостави универзален и праведен систем за сите жртви на несреќи или катастрофи, што го нарушува уставното начело за еднаквост на граѓаните пред закони. Семејството на Фросина, поддржано од повеќе граѓани, вчера попладне одржа протест по скопските улици. Побараа максимална 20 годишна казна за Васил Јованов, која прегази нивната ќерка. Незадоволно од пресудата за Васил Јованов, семејството Колакови повторно излезе на улица. Гневни се на обвинителството и одлуката на судијката Марковска, која изрече 12 години затворска казна за Јованов, кој по дејство на алкохол со голема брзина и на црвено на пешачки преминија прегази 22 годишната Фросина. Семејството бара максимална затворска казна од 20 години и дисциплинска постапка против судијката Марковска. Бараме максимална затворска казна за Васо. 20 години без олеснителни околности. Судот пресуди само 12 години затвор за лице што пијан, без возачка дозвола и на пешачки премин, на црвено светло. За него значи место каде во тој момент е дозволено 0 км на час. Тој возел стотка, прегази невина девојка, која си минеше на зелено светло. Ке бараме судскиот совет да покрене дисциплинска постапка, да се утврди дали постоело непрофесионално или пристрасно постапување. Во меѓувреме, бараме судијката да биде временно отстранета од работа. За да се спречат вакви сообраќајни несреќи, Колакови бараат измени во кривичниот закон, каде минималната затворска казна за исход со смртни последици би била 15 години. Инаку на протестот поддршка дадоа повеќе семејства со слични постапки, незадоволни од пресудите на обвинителството против сторителите. Колакови најавија дека протестите ќе продолжат. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Професорката од правниот факултет во Скопје Јасна Бачовска-Недич, која гостуваше во дневникот на Сител, зборуваше токму за овие случувања. Како живеете во еден систем каде што неказнивоста е принцип, така? И ако не се срамите, ако главен фраер сте, ако крадете, ако погрешно се паркирате, ако на партизанска возите со 200, ако сите се восхитуваат на тоа, тоа е тој морален систем, тогаш нормално дека системот произведува такви и затоа треба превенција, страф од казна.
Ние како родители сме целосно во случајот. Целосно во случајот. Од една страна се плашиме нашето дете да не биде Фросина, од друга страна се плашиме нашето дете да не биде Васо. Значи тоа се притисоци од двете страни. Имаме еден висок степен на емпатија за семејството. Меѓутоа и семејството на некој начин треба да покаже сега една разбирливост, тоа е премногу тешко за тоа семејство, меѓутоа нека им биде утехата дека тие можат да бидат една мисија понатаму за поголема правда и за на некој начин поинакво третирање на овие случаи. Во понеделник ќе се знае името на новиот гувернер. Мандатот на актуелната гувернерка Бежовска истекува наредната недела. Во игра се двајца поранешни министри за финансија и самата Бежовска се споменува како опција да добие нов мандат. Како најсериозен кандидат се споменува екс-министерот Ставлевски, а добри шанси има и Трајко Славевски. Не е битно кој е мој фаворит лично. Она кое што можам да го кажам како председател на владата е дека сите кандидати кои што се разгледуваат се вонсериски, искусни и кандидати кои што убеден сум дека ќе одржат макроекономската стабилност на Македонија. Веќе имавме разговори со претседателката во понеделникот на оваа тема. Тие разговори очекувам да ги продолжиме. До крајот на неделата ќе биде јасна позицијата. Очекувам во понеделник да биде информирано собранието. На 20 има седница. Разговарав и со председателот на собранието за дополнување на дневниот ред на 20, така што рокот ќе биде испочитуван. Вестите завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно. И сега е време да го проследиме најновото издание на временската прогноза. Љубиша е подготвен и ќе ни каже кога треба да очекуваме врнежи. Токму така, уште еднаш добро утро до тебе, добро утро и до нашите гледачи. Барем во овие утрински часови врнежи ќе нема, а врнежите се очекуваат досна попладне, може слободно да кажеме, дури во вечерните часови, односно најобилните во текот на ноќта. Што се однесува до температурите, има повисоки температури, но се уште е свежо. Да одиме со ред. Може, повели. Благодарам. Фиксна каматна стапка од 2,9% за нов потрошувачки кредит од Јуте. Аплицирај веднаш преку MyJute или на Jute